Бонџорно. Чекай. Трас да кажеме така? Не, двајцата ќе кажеме бонџорно Италија. Ајде. На 3-4. Ајде. Бонџорно Италија. Добре. Денес ќе наоѓаме во Трст, Италија. Прво наше место попадно на нашиот пат до Италија. Станавме рано од Љубљана, тргнавме тука и за колку стигнавме, за саат и пол. Кој порано? Па може и помалку, да. Многу е блиску. И се наоѓаме во град кој е единствен град на источната обала на Јадранското море, кој е во Италија. Град кој има околу 200.000 становници, од каде што нормално најголемиот дел се италијани, меѓутоа има големо словенско мнозинство. Не големо, си го задржаја онака. Да. На границите пишува и на словенски и на италијански. Да. Ознаки. А има и од бивша Југославија, Србија, Хрвати и така. За овој град едно време се водеа полемики и не знам и дали и борби после Втората светска војна. Дали да остане во Југославија или во Италија. Едно време беше протекторат. Ете сега е во Италија. Долго време беше неразвиен како таков, како протекторат, како една заштитена зона после Втората светска војна. Меѓутоа Ти стагнираше, си селува, ама сега не вика. Сега не, сега е окей, сега е друго време. Да. На следните снимки ќе видите дека градот е убав, така специфичен. Малку се тесни улиците, не можеш да видиш ни едно дрвце. Не, градот е во ридови. Градот е на ридови, да. Овој центар доле што е покрај обала равен. Да, иначе градот е цел во рид. Така. Ова треба да се овековечи. Дува ветер носи. Растура тек утре во Венеција. Така, ќе биде некоја прогноза? Да. Ајде да сме живи и здрави. Па таму Ништо нас не може спречити. Да, ама добро, таму е понабиено, знаеш, вака на отворено е позафркнато. Иначе... Да. Ќе видиме кога ќе стигнеме таму. А и низ улиците на Трст, кога шетавме додека дојдовме овде до морето, не дуваше толку. Исто дуваше, па дуваше. Ама не толку. Добро, некако покрај море. Овде баш онака, јако. Тоа е една карактеристика за Трст. Баш ништо не знаеме многу за Трст, меѓутоа читавме кога одевме на пат нааму. Дека има каква клима? Трст покрај море има средоземна, ама има големо влијание од континентална. Од северна континентална клима. Не е северна, од континентална. Да. Така да тука летата се поблаги, не се како во другите места по на југот топли. А зимата знае да биде поостра, исто така. Да. Малку појака отколку во другите делови на Италија, затоа што Трст е сепак северна Италија. Па и Венеција е посвежа. Исто ја пишува за бањење, за такви работи. Да. Иначе климата е топ. Да. Чист воздух, ветер дува, бавина. Мирис мора. Трст кај се наоѓа. Како се наоѓа? Се околу, ако што се гледа во позадина, значи морето, меѓутоа на брда. Ние бевме качени горе на брдо и кога се спуштавме со кола, се спуштавме буквално долго време, додека се спуштивме овде во центарот на градот. Центарот на градот е валјда овој дел тука. Не валјда тука, сигурно е баш сме на главниот централен трг, централен плоштад. Што е малку порамно, инаку се околу се брда. Така да овој град има 200.000 становници, меѓутоа е набиен тука углавном во овој долниот дел и тесни улички помеѓу згради. Зградите не се големи, како што може да се види, се стари така, не знам. Овие се сигурно век, два, може и повеќе. Со една убава архитектура, меѓутоа улиците се тесни, пролазите тесни, само сакаш да излезеш од една улица, некоја кола или некој моторче ќе ти дојде од една страна. Треба да се пазиш. Ќе го снимеме и тоа. Ветерот носи. Такво време ни се погоди, што да правиме. А ова е едно од култните места во Трст. Идеме да пиеме. Тука да беше во времето, тука ќе беше... Да, Вики, ти која беше овде, која година беше? 1988.
Поминатиот век. Што купи? Не, тоа бевме во Пула, Во Пула? на граѓевињада и организира кој така. Еден ден дојдовме до Трст. И јас имав 200 евра, нарочно, марки бе. Да си купам нешто. И купив 100 марки едни чевли, 100 марки едни фармерски ли. Колку беа тогаш? Тогаш од Југославија сите патуваат за Трст да купуваат фармерки и јакни, кожни, не знам, Па немаше ке нас толку избор. такви работи. Ама добро. Мислам од Југославија, од тој северен и западен дел. Истанбул, Трст, Италија, тоа беше така. Да, Трст беше подно по тоа, дека се доаѓаше тука на Кај шопинг. нас комисиони отвара, ја. Да. Понеш. Ама, добро, ба ти млад, сакаш така. Така. Сега треба ти кажам да купи се. А сега бики ја и ти и англиските пензионери шетаме тука. И ти си пензионер. И јас сум покрај тебе. Јас сум млад пензионер, не сум како ти англиските, они по 80 години имаат. Да, овие ти Шетат сплјокани, ама си гледа имаш пари. Ајде. Уште една работа. Да, Шетајќи тука, значи има многу кафулиња на секој каш. ама го А пијат. навлез во Трст, што прочитавме? Ние погледавме. Сита ди кафе, значи град на кафето. Да, ама си го пијат на шанк, како ракиче. Италијански начин на пиење кафе. Дуе еспресо прего и го дрма од шанк на екс, како ракија да пие. Да, За 2 минути, 5 минути макс и бега. не, ретко некој да го густира. Не се како не да го густираат. Да. Ама и го користат како доручек со круасанче или со некоја. Да, некој пецило ситно и то малечко не е ни големо. Да. Затоа се слаби. Па, очигледно. Еве едни вакви да се направим. Тинејдж. Купиш фармерки. Овие зелените убави се. А кај ми седи мене сега вака со ова Супер ке ти биде. тело. 60 евра не се скапи. Некој италијански шетач. Ние преска пиевме кафе на площадот, на главниот площад во центарот, еден широк площад голем. Унита дел Италија, нешто така, обединување на Италија се викаше площадот. Ама сепак овој дел овде покрај ова, што е ова, река или што е, или како залив? Заливче од морето. Заливче така направено. Не доаѓа од нигде. Од морето, не знам. Не. Тука има повеќе кафетерија, понака пријатно за седење. А и площадот е убав секако, затоа што е огромен. Меѓутоа, овде има некој шмек. Инаку добив една информација дека ова бил главен град на Словенија, односно на словенците, Кога, бе? пред Првата светска војна. Словенци бил главен град. Да, Трст. Затоа словенците толку и се бореле за него. Кој ти рече утроша? Да. За жал го изгубиле после Втората светска војна. Црква е отворена сваког дана, осим понеделка и неделја после подне. Ова е Српска православна црква. Значи се наоѓаме во Српска православна црква Свети Спиридон. Од 19 век. По 5 евра. Сакаш по еден сендвич? Не сега, не сум гладен уопште. Да, и јас. Ама не е Иначе, само да скапо. видите цените на кафињата. Од евро и 40, евро и 90, евро и 60, 2,20 и така натаму. А јас и бики пиевме по едно капучино на тржниот, на центар на тргот по 3,5. Така да може, а ова е сосема културно место позади Српската православна црква. Како улица, шетачка зона. Баш пријатно, не дува ветер ни ништо. А кафето не е поскапо од Скопје.
Се сретна. Утрински живот на улиците на Трст. Ете, тука фустаме 10 са бајле. А раздвижено како на широк сокак. Ние тогаш рано дојдовме па се разочаравме нешто. А тука му е светата вода. Чајко се миеше та. Тивко одма тука. Леговме од Киеза ди Сан Антонио, така се вика оваа голема католичка црква. Од надвор има правоаголна форма и дугачка и висока и голема. Позади можете да видите. А пред нас е плацот на Сан Антонио или площад Сан Антонио. Меѓутоа во моментов има некои работи градежни, па не можеме. Мораме да вртиме надоколу. Голема црква. А улицата по кај шетаме јас и Бики се вика Вија Николо Паганини. Паганини. Пианиста. Убава е Северна Италија, не сум била во Јужна, ама викат Северна дека е по-така развиена. Сега Северна се мисли на Милано, ама и Трст не е лош. Да. Трст има големи пешачки зони. Овака одите од една улица до друга улица, пешачка зона. Се враќате назад, пешачка зона. А таму позади Компедо пешачка зона. А од таму дојдовме по други пешачки зони. И ова е убав дел од градот. Трст ми беше многу убав, за жал е наша опатна станица. Ке мора да го напустиме, ама убаво си поминавме. Тука некои 3-4 сата онака го прошетавме. Испивме 2 кафиња. Италијански. Да, италијанска Шема. да се уклопиме. И купивме по еден сендвич, сендвичите се по 7 евра за го спат. Кафињата на некое место 1,5, 1,90, 2 и нешто, а на некое место има и кај што се по 3,5 евра, 4. Се на се убав град, задоволни сме, раздвижен, рашетан, многу народ, шема. Да. Многу убави објекти, се гледа дека е стар град, плански направен. Италијаните како народ веќе ова е на прв поглед Срдечни таму се. треба да види право. Ги слушаме дека се раздрагани, весели, зборуваат, разговорливи, многу интересни, срдачни, да, што вика Бики. Бики лево. Тука? Да. Сега одиме на паркинг. Ние, бидејќи патуваме со кола, стално кубуриме со паркинг. И сега за 4 сата што ни беше колата паркирана на еден паркинг, мора да платиме 10 евра. Има и други опции, ама ние овој пат така се снегавме. Таму кажува. Иначе е многу тешко кога патувате со кола да најдете соодветно сместување. Дали преку букинг, дали преку интернет. Како и да е, паркингот сега секаде се наплаќа. И во некои градови може повеќе да не повеќе, ама многу скапо да ве кошта, например, 20 евра, па и 50 евра за паркинг да дадете. Некој ден, например, вчера во Љубљана беше исто така 2 евра час. Па има една апликација Easy Parking, а таа ти зима уште повеќе пари. Во Љубљана за цела ноќ, односно од 10 навечер до 6 бајле може да платиш 2 евра, ама преку дене 2 евра час, 1,60 преку апликација 1,90. Но тоа е тоа, ние сакаме да искажуваме, патуваме со кола, посетуваме повеќе градови, наш начин на шетње. Видов едно фичо, не можев да го снимам. Сега
Ова колица, ако може да го видите. Не знам што беше ова. Рено да не беше. Има такви стари коли, баш стари Фичото беше од, Да. не знам, 1960. И сега вози тука по улиците на Трст. Каде ми се рече, драги? Сега одиме Лидо ди Есоло. Тоа ни е на пат кон Венеција, не ни е баш на пат, можеме до Венеција да одиме и по автопат, меѓутоа луѓето кои патуваат во Венеција многу често се сместуваат во Лидо ди Есоло. Па ќе видиме што има таму. Еве сега со Бики размислуваме дали е паметно да одиме по овакви патчиња. Прво ќе избегнеме патарина, затоа што патарина од влез во Италија до Рим ќе не чини 50 евра. Значи во два правци е 100 евра. Може и подолго вака. Може би е малку подолго да се вози, меѓутоа е поавтентично, можеме да ги видиме малите градчиња, можеме да видиме поинтересна природа, а не само да возиме горе по автопат и да летаме. Тоа не е целта. Да. Ако можеш нешто да фатиш. Еве тебе те фатиш. Не фатиш. Фати го морето, не ме фаќа мене. Па ти си по крајот, од таа страна си, да не ќе морам да те фатам. Убаво средено крајбрежје. Не знам дали е плажа, можда може да се да се бањаат луѓе тука. Камени гледам. Камен е, да. Камен не е за бањање баш. Ти можеш да слушаш музика на кога го слушаш. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Ma per me è un